Морам една работа да му признам на Димитар Апасиев. Точно знае кога и како да направи нешто за ете јавноста да не го заборави дека постои. Па така ете нели ни приреди ново шоу во собранието. Не сакам да навлегувам воопшто во тоа дали некој прво него го опцул или го навредил, и да е така недолично е за еден пратеник и политичар. Всушно недолично е за било која јавна личност вака да се заканува и тоа со ваков речник на такво место. Кој да е на власт, колку и да го навредиле, салата за пленарни седници во собранието не и припаѓа на ВМРО ДПМН, не и припаѓа на СДСМ-ДУ или пак Левица. Таа и припаѓа на Македонија како држава. И кога некој вака се однесува и користи толку невоспитан речник, тој не се срами само себе си, ја срами цела држава. Да, демократијата подразбира слобода на говор, а собранието е домот на демократијата. Разбирам во знак на протест да правите перформанси, да бидете гласени да го кажувате вашето мислење. Лично дури оправдувам некогаш и насилно да се влезе во него ако треба да ја сочувате демократијата. Ама побогу, псовките што ги користеше се толку ниско ниво што немам зборови. Нели човекот тврди за себе дека е интелектуалец, голем оратор и слично. Толку не знае да одборе културни зборови со кои ќе возврати, па дури да бил опцуен и навреден. Знае, ама сега има сериозен друг проблем. Досега лесно беше да води гол популизам, додека на власт беа оние од СДСМ и ДУИ кои целосно ја уништија државата. Лесно е да критикувате некој што е целосно неспособен, ама што правите кога спроти вас, како сега, седи некој на кого тешко можете да му најдете такви мани? Тогаш, како и секој насилник, го спуштате нивото на дискусијата за да го испровоцирате соперникот да падне пониско, да се спушти на ваше ниво и тука, на ваш терен, да поентирате. Целата политика на Апасиев се сведува токму на тоа. Јавање на незадоволството кај народот за одредени прашања, а не на нудење решенија. Со таквиот пристап, ете се обидува да ќари некој глас, пред секај младите кои по природа имаат бунтовен дух, па така, што повеќе глуми воинственост, толку повеќе се надева дека ќе биде популарен. А не дај Боже да му дадете власт. Поголем диктатор од него нема. Додека лапаше хонорари од Катица Јанева, имаше ставови за тоа, за тие што кршат инвентари или ете го бранат уставот во собранието, им делеше пресуди од ракав, им предвидуваше години и години робија. Ама сега кога тој и неговите чегеварчиња се најдоа во небрано и не знаат што да прават и кршат, тогаш друг став. Еве да не биде дека јас го кудам, нели јас сум ситно ВМРО-вче за нив, одете, распрашете се како владее внатре во Левица, па ќе видите за каков тип на политичар станува збор. Толку за Апасиев и чегеварчињата, мислам дека и премногу време потрошев на нив.